Готината 1981. Грачето Скидмор, Мизури. Град со само 437 жители. На 10 јули 1981 година Кен Рекс Мекелрој ќе биде застрелен на улица среде бел ден, пред дури 60 сведоци. Сепак до ден денес ова злосторство останува нерешено. Па како е тоа можно? Кен Рекс Мекелрој е роден на 1 јуни 1934 година во семејство на сиромашни земјоделци кои се преселиле во периферијата на градот Скидмор во Мизури. До 8 оделение Мекелрој го напушти училиштето и се верува дека во голема мера бил неписмен. Беше кажано дека кога тој имал 18 години бил тешко повреден кога врз него паднала челична плоча на градилиште. Инцидентот го остави со хронични болки, а некој неговото бизарно и насилно несување го припишува на повредата на главата што ја добил во овој инцидент. Мекелрој наводно бил джин од 2 метри и 140 кила. Еден локален фармер го опиша Мекелрој со следните зборови. Цитирам: "Мислам дека Кен едноставно сакаше да биде голем и важен и луѓето да се плашат од него. Кога тој ќе чекореше по лице, и тој го доби тоа, тие беа преплашени." Мекелрој беше во постојани проблеми со законот. Неговиот адвокат кажал дека тој бил обвинет за различни кривични дела најмалку 3 пати годишно, а според некои извори тој бил обвинет дури 22 пати. Мекелрој често пати се фалеше дека неговиот адвокат од Канзас Сити, Ричард Макфеден, исто така ја застапувал и мафијата и секогаш можел да го извади од затвор. Така да, шетајќи низ градот, тој велел, цитирам: "Можам да направам што сакам, добив опасен адвокат надвор од градот и тој ќе се покрижи сите вие мали луѓе да не можете да ме допрете." Друга тактика за да избегне затвор што Мекелрој често употребувал било запушувањето на сведоци. За да го направи тоа, тој ги следел или стоел пред нивните домови и ги гледал се дека тие повеќе не сакаат да сведочат против него. Неговите различни наводни злосторства вклучуваат грабеж, вознемирување, напад на жени, уништување имот, закани по живот и грабеж, вклучително и пукање кон најмалку 2 лица. Еден од тие луѓе што застрелил бил локалниот фармер Ромен Хенри, кога Мекелрој го застрелил во стомакот кога Хенри се обидел да го избрка од сопствената нива. Една од неговите 3 жени била 24 годишната Трина Макфауд, која му била партнерка и била присутна и во моментот на смртта на Мекелрој. Трина беше трајната сопруга на Мекелрој, иако некој верува дека тој ги присилувал неговите жени да се омажат со него. Уште еден бизарен факт е дека Мекелрој предпочитал девојчиња на возраст од 13 до 14 години. Всушност Мекелрој влегол во врска со Трина кога таа имаше само 14 години и мајќи дете со неа во истото време. Набрзо по раѓањето на нивното прво дете, Трина се обидела да избега во куќите на нејзините родители, а Мекелрој одговорил на тоа со запалување на домот на родителите и пукање во нивното куќе. За работите да бидат уште полоши, Мекелрој беше обвинет и за злоставување на своите први 2 сопруги, Шерон и Алис, како што често се случува во приказните за семејно малтретирање. Во подоснежните интервјуа со Алис и со Трена се чинеше дека тие ја минимизираа нивната злоупотреба и дури тврдаа дека Мекелрој добро се однесувал со нив. Како и да е, се знаеше дека дури полицијата во округот се плашува да не се сретне со Мекелрој, за кој се знаеше дека секогаш бил тешко вооружен и не се плашил да пука во полицајци. Повеќе од 2 децении луѓето во Скидмор често се чувствуваа напуштени од правосудниот систем кој не можеше да го спречи Мекелрој. На 25 април 1980 година во продавницата на Ернест Бовенкамп, 8-годишната ќерка на Мекелрој, Тоња, и било побарала да врати парче бомбона за кој не е платила. Кога дознал за ова, Мекелрој наводно бил толку луд што почна да го следи семејството на Бовенкамп. Ова доведе до настаните од 8 јули 1980 година, кога Мекелрој се водеше по уличката зад продавницата на Бовенкамп. Откако стигнал таму, тој му се закана на Бовенкамп и после настанатата кавга го застрелил во вратот со шатган, правејќи го намалку вториот пат, каде што Мекелрој застрелил некого среде бел ден. За среќа Бовенкамп преживеа, а Мекелрој беше уапсен и обвинет за обид за убиство. Неговото прелиминарно судење беше закажано за 18 август истата година. На типичен начин за него, Мекелрој се обиде да го заплаши семејството Бовенкамп, за да ги спречи да сведочат. Супругата на Бовенкамп се присети, цитирам: "Не можете да замислите колку сето тоа беше застрашувачко." Новиот обвинет во градот Девид Берд беше млад и без искуство, но сепак тој го постигна она што ни дојден друг обвинител не можеше да го направи во целата криминална историја на Мекелрој. Го суди за кривично дело. Мекелрој на крајот беше осуден само за напад од втор степен. Поротата одреди максимална казна од 2 години, а судијата го ослободи со кауција $40,000 во очекување на жалбата. Причината за ова делумно беше затоа што Берд го намали обвинението на Мекелрој од, цитирам, обид за убиство до, цитирам, свесно предизвикана сериозна физичка повреда, за да се осигура дека може да обезбеди осуда. Мекелрој наводно рекол на судењето, цитирам: "Поротата ме осуди ми дадо 2 години, но ќе ви кажам нешто. Јас никош нема да одам во затвор. И се жалам и ќе се слободам. Се борам против законот од мојата 13-та година, а сега имам скоро 50 години и никој не успел да ме осуди."
На бргот, како беше ослободен, Мекелрој бизарно беше виден со пушка во локалниот бар на градот, каде што наводно упатувал погребни закани за убиството на Боб Бовенкам. Како резултат на тоа, тој беше уапсен, но брзо ослободен, а единствената последица беше одложување на неговото судско рочиште за 20 јули 1981 година, поради прекршување на одредбите за кауција за вооружување. Во пресред на овие настани, утрото на 10 јули 1981 година имаше состанок во градската легионска сала. Присуствуваа дури 60 жители на Скидмор, вклучувајќи го и градоначалникот и шерифот. Целта на овој состанок беше да се разговара за тоа што можат законски да направат за да го спречат Мекелрој да му наштети на некој друг. Но колективниот начин на размислување на присутните можеше да се сумира со еден цитат на еден од присутните. Цитирам: "Едноставно чувствуваме дека системот не потврди. Сите знае каков е Мекелрој, но се чинеше дека никој не може да го спречи." Оние на состанокот слушнале дека Мекелрој и Трина биле забележани како се упатуваат кон таверната во Скидмор за да земат пијачки. Се вели дека состанокот бил одложен на толпата од околу 60 луѓе, потоа тивко се спуштило кон таверната. Некои дури влегле во барот и каде го чекале да заврши со пијачките. По враќањето во камионот каде Трина седела на сувозачкото седиште, Мекелрој запалил цигара. Трина тврдела дека се свртела наназад и видела како некој вперил пушка кон задниот дел на камионот и ништо кон Мекелрој. А потоа се слушнале истрели, при што биле скршени стаклата на камионот. Трина наводно се спуштила на нејзината страна на возилото и паднала на улица каде ја собрал човек по име Джек Клемент. Мекелрој починал на 47 годишна возраст. Тој остана во автомобилот во текот на покањето, при што бил погоден 2 пати. Ударот дошол директно од зад него, така што тој не можел да го види својот убиец. Пронајдени се чаури од 2 различни пиштоли, а ниту еден од сведоците не повика брза помош. Иако на местото на настанот беа пријавени дури 60 сведоци, никога освен Трина не се огласи во истрагата што следеше за да каже кој ги испукал истрелите. Шерил Хјустон, ќерката на Боб Бовенкам, била сведок на покањето од проблемицата на нејзиното семејство и го кажа ова по молку што следел по убиството. Цитирам: "Штом прекина тишината, никој не сакаше да зборува. Можеше да не присилуват и да не форсира, но никој не сакаше да каже ништо. Бевме толку огорчени и лути заради тоа што законот не разочара, што дојде до тоа некој да ги превземе работите во своји раце. Никој не знаеше каков кошмар живееме." Имаше само еден осомничен, стрелецот кој Трина го идентификуваше како дел Клемент. Сепак Клемент го негираше обвинението, а и немаше други сведоци да го потврдат или отврдат ова тврдење. На крајот обвинителството и судската порота ниеднаш не издадоа налог за апсење и не покрена обвинение кон никого. Хари Меклин, автор на книгата за случајот на Словена среде бел ден, поминал известно време со Клемент во текот на неговите години истражувајќи за неговата книга и го опишува Клемент како, цитирам: "Низок човек со кривично досие и жежак темперамент, носел колбојска капа и пиел многу алкохол." Во врска со покањето, Меклин го опишува Клемент велејќи, цитирам: "Не беше тешко да се замисли дека тој би го извадил пиштолот во таков момент и во излив на гнев би отворил оган кон возачкото седиште на пикапот." Меклин исто така вели дека во годините што ги поминал истражувајќи, никогаш не слушнал друго име да сериозно да биде споменато како убиецот освен дел Клемент. Од 2009 година Клемент почина, а до неговата смрт тој продолжи да негира било каква улога во убиството.